на Канал 8, добродојдовте. По 1,5 година онлайн настава се наполнија училишните дворови. Започна новата учебна година, овој пат со физичко присуство на сите ученици. Во Окочани за прв пат во училишните клупи седнаа 307 правачиња, а учебната година започна за околу 4000 основци и средношколци. Иако во услови на пандемија, со почитување на мерките за заштита од COVID-19, со маски и физичка дистанца, учениците оваа учебна година се вратија во училишните клупи и ги наполнија училиштата, каде повторно се слушаше детскиот джагор. Годинава за прв пат во училишните клупи седнаа 307 правачиња, а во средните училишта наставата ја почнуваат 288 ученици во прва година. Наставата започна и за вкупно 2633 ученици во основно и 1217 во средното образование. Директорите ги поздравија правачињата во сите училишта и им посакаа успешна учебна година. Градоначалникот на Окочани Николчо Илиев направи обиколка низ сите училишта, каде што констатираше дека сите училишни установи се подготвени за непречено одвивање на наставата. Потсети и ги поздрави реформите во основното и средно образование. Ова година мерките и препораките кажуваат јасно дека може учебната година да отпочне со физичко присуство и тоа е навистина една убава вест, бидејќи ова е правиот начин за стекнување на право образование за нашите најмали и нашите најмили. Денеска, во рамките на почетокот на учебната година, направивме посета на гимназијата Љупчо Сантов, каде што се запишани во прва година 122 ученика, нешто што радува и посебно радува фактот што во ова година, во делот на реформите на образованието, во гимназијата има две нови паралелки од дуалното образование. Податок кој многу радува исто така интересот, зголемениот интерес на учениците за овој вид на настава, нешто што сметам дека во иднина ќе биде поголема тенденција и дека навистина од овој вид на образование, што е тенденција или тренд во цела Европа, ги очекувам и подобри резултати во секој сегмент на секојдневното живење и работење. Најпрвин ќе имаме стручни кадри кои ќе дојдат полесно до добро платени работни места, кои што ќе дадат допринос во развојот на економијата и секако развојот на целата држава. Реформите исто така ги има и во основното образование, значи денеска отпочнува новата учебна година по новиот со реформите за прво и четврто оделение. Токму затоа сме денеска овде, ќе бидеме во сите училишта, ќе ги посетиме, покрај тоа што ќе ги поздравиме, ќе ги посакаме среќна учебна година, исто така ќе повикам и ќе предупредам на важноста од почитувањето на сите мерки и препораки за заштита на здравјето, нешто што навистина исто така е многу важно во овој момент. Доколку се влоши епидемиолошката состојба и се зголеми ризикот од ширење на заразата, од Министерството за здравство информираат дека ќе се премине на друг модел на настава, односно ќе се примени едно од двете резервни сценарија. Комбинирана настава со наизменично ротирање на две групи ученици онлайн и со физичко присуство. И другото сценарио, модел на настава како минатата учебна година. Едни ученици да бидат во училиштата, а други постојано да следат настава на далечина. За евентуална промена на моделот на наставата ќе одлучува Комисијата за заштита од заразни болести. 160 правачиња во Виница за прв пат седнаа во училишните клупи. Со почитување на протоколите и мерките издадени од Комисијата за заразни болести и Министерството за образование, започна учебната година во 4 основни и средното училиште во Виница и населените места. И во училиштата во Виница стартуваше новата учебна година, секако со почитување на мерките за заштита од вирусот. По повод почетокот на новата учебна година, градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров присуствуваше на прием на правачињата во 4 основни училишта. Основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште, основното училиште Кочо Рацин во селото Блатец и основните училишта Славчо Стојменски и Гоце Делчев во Виница. Градоначалникот им посака среќен почеток и успех во учењето, а на родителите им посака да бидат позитивен пример за нивните деца. На учениците од 2 до 9 оделение
како и на средношколците. Им посека среќно тргнување во училиште и со леснотија да ги совладаат сите нови предизвици што ги носи новата учебна година. Учениците од погорните оделенија за првачињата подготвија неколку точки со што радосно и со песна ги пречекаа најмалите ученици. Општина Кочани планира да пробие и да ги подготви за асфалтирање неколку улици во градот и во другите населени места, за што ќе потроши околу 130.000 евра. Тендерот за избор на изведувач е распишан, а градежните работи ќе се реализираат во период од 1 година. Над 8 милиони денари планира да потроши општина Кочани за пробивање, тампонирање и поставување рабници на неколку улици во градот и во населените места во рабничарскиот дел. Парите се обезбедени од општинскиот буџет, а се наменети за реализација на годишната програма за изградба и реконструкција на локалните патишта и улици. Веќе е објавен тендерот со кој се бара изведувач на градежните работи, што ќе бидат продолжување на веќе започнатите активности за решавање на сообраќајната инфраструктура во градот и во другите населби во општината. При тоа, детално не е нагласено на кои локации ќе се изведува пробивањето и изградбата на коловозите, односно тоа ќе се прави според потребите на терен. Според техничката спецификација во објавениот повик, предвидено е да се пробијат и тампонираат улици со вкупна должина од 2 километри, при што од двете страни ќе се поставуваат и бетонски рабници. Освен тоа, во градежните задачи, изведувачот ќе мора да направи ископ на земја и карпи, како и да го порамни теренот, со што улиците би се довеле во подготовка пред асфалтирање. Тендерот за избор на изведувач трае до 15 септември, пошто доколку се помине без проблеми се очекува градежните работи да стартуваат по завршувањето на локалните избори. Истите ќе се одвиваат сукцесивно во период од 12 месеци. Во завршна фаза влегуваат градежните работи за реконструкција на левиот коловоз на булеварот Тодосија Паунов. Од општинските служби ги информираат учесниците во сообраќајот дека во наредните 2 дена ќе се користи само едната коловозна лента. Реконструкцијата на булеварот Тодосија Паунов се интензивира и влегува во завршна фаза, особено по гребењето на оштетениот асфалтен слој и поставувањето нов, како и обновувањето на тротоарските површини. Од општина Кочани информираат дека поради безбедно изведување на планираните градежни активности, од 2 до 4 септември ќе биде затворен за сообраќај десниот коловоз од булеварот во правец Кочани-Оризари, и тоа на потегот од кружниот тек кај полициската станица, па се до кружниот тек кај јавното претпријатие Национални шуми. Сообраќајот и во двата правца ќе се одвива по левиот коловоз на булеварот. Затоа се повикуваат учесниците во сообраќајот да ги почитуваат измените во режимот и поставената сообраќајна сигнализација, возачите да бидат стрпливи и со зголемено внимание кон пешаците, како и при паркирањето на возилата. За реализација на градежните работи се обезбедени средства преку проектот за изградба и санација на локалните улици и патишта во општините. Носител на проектот е Министерството за транспорт и врски, кое го направи и изборот на изведувач на реконструкцијата. Во рамки на комплетирањето на оваа сообраќајница преостанува изградбата на уште еден кружен тек кај печатницата Генекс, за што во тек се подготвителните работи. Исто така на целиот потек каде што се врши реконструкцијата на асфалтот ќе биде изградено и ново подигнато разделно зеленило, какво што претходно добија улицата Никола Карев и делницата од автобуската станица до двојниот мост. Пристигнаа картичките наменети за земјоделците за точење дизел гориво за земјоделската механизација. Може да се ги подигнат секој работен ден од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани. Картичките наменети за земјоделците за точење дизел гориво за земјоделска механизација пристигнаа и земјоделците може да се ги подигнат од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Станува збор за картички од мерката за помош и подршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација од програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2021 година, врз основа на обработени барања од програмата за 2020 година. Од вкупно поднесени 2700 барања пристигнаа околу 2/3 од картичките.
Вкупно се пристигнати 1836 картички со вкупен износ на средства од 5 милиона 743.851 денар. А земјоделците картичките за дизел гориво можат да ги подигнат секој работен ден во просториите на подрачната единица и со себе е потребно да понесат документ за идентификација, односно вазичка лична карта или патна исправа. Исто така, оние што имаат правни субјекти, потребно е да достават копија од тековна состојба за да се види кој е управител или собственик на тие правни субјекти. Исто така, имаме и еден список на луѓе, листа на лица на кои им е одобрена финансиската поддршка по оваа мерка, но поради нивно евидентирање во листата на должници, нивните картички не се изработени. Бидејќи во оваа пратка се доставени само картички за оние земјоделци кои ги имаат подмирено долговите под основ на воден надомест, на пашарина или по однос на концесија за земјоделско земјиште до 29.7.2021 година. Сите оние земјоделци кои го имаат подмирено овие долгови после овој датум или ги немат подмирено, за сите нив картичките ќе бидат изработени накнадно и ќе бидат доставени во секоја наредна пратка. Миладинов истакна дека сите земјоделци кои во меѓувреме додека пристигнаа картичките се починати, може да ги подигнат и членови од нивното семејство, доколку е завршена оставинската постапка, и оние лица кои се прогласени за единствени законски наследници со лична карта и со копија од решението за завршена оставинска постапка како наследници, може да ги подигнат картичките во името на починатите лица. Финансиската поддршка на платежната картичка зависи од големината на површините и земјоделските култури за кои конкурирале земјоделците за субвенции. Безготовинската зелена картичка е персонализирана и е наменета за набавка на дизел гориво на било која бензинска станица на МАК Петрол АД на целата територија на Републиката. Со картичката не може да се подигаат пари или да се купуваат други производи. Картичката може да се користи повеќекратно, се до исцрпување на средствата. По првото точење на гориво, земјоделците добиваат сметка на која може да видат уште колку средства имаат на располагање на картичката. Следува информацијата од спортот. Џудо клубот Гладиатор од Кочани почнува со редовните активности и тренинзи пред предстојната надпреварувачка сезона. Истовремено, клубот врши упис на нови членови, а се подготвува и за настап на домашни турнири. По завршувањето на летните одмори и почетокот на новата учебна година, џудо клубот Гладиатор од Кочани ги продолжува редовните активности и тренинзи. Како и минатата сезона и годинава ќе се тренира 3 пати неделно, односно в понеделник, среда и петок во кругот на основното училиште Малина Попиванова. Како што наведуваат од раководството на клубот, во новата сезона целосно ќе се почитуваат протоколите за заштита од коронавирусот. Истовремено, џудо клубот Гладиатор објави и повик за запишување до сите заинтересирани граѓани на Кочани и околината кои сакаат да ги научат тајните на оваа благородна вештина. Мотото на кампањата е упатено и кон родителите, а гласи: одберете џудо за подобар физички развој на вашите најмили. Џудо клубот Гладиатор исто така ќе реализира и нов проект, што прв пат ќе биде имплементиран во Кочани, а наскоро ќе биде представен пред јавноста. Се работи за презентација со изведба на Кати, како и надпревар во Кати под менторство на ДАН комисијата при Џудо Федерацијата на Република Македонија.
Почнувани тоа беа информациите за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нас. Довидување.